објавувањето на крајот на Крсненското востание на 2 мај 1897 година и после прогласот на Македонскиот востанички комитет за ново востание, општо, внатре, во Македонија почнале да се водат големи битки против турската војска. За почеток, од Мариово до Штипско, потоа продолжиле од Мелничко кон Малешевско и Кочанско. Четите прво биле предводени од Костадин Трпков, Попот Бувски и предводени од Илија Марков Малешевски. Навлегле и чети од македонската емиграција и од Грција. Од Бугарија, од страна на Натанаел Охридски, биле испратени 600 војници. Од Грција дошле повеќе чети предводени од Леонид Вулгарис, син на Атанас Вулгарис од Пијанечко, денешно Делчево. Леонид Вулгарис се поврзал со војводата Костадин Трпков, Попот Бувски, со кого имал формирано Словено-македонски комитет во Атина. Тие решиле да се борат за слободата на Македонија, да не ги земаат ниту грчките, ниту бугарските интереси. Оствариле соработка со власи и албанци од југозападна Македонија. Формирале заеднички чети за да делуваат во југозападна Македонија и кон Тесалија и Епир. Поголем број конзули, како францускиот Мале и рускиот конзул Улјанов, го забележале тоа здружување за заедничка борба во писмо. Турската власт имала идеја границите на Македонија да бидат последното попуштање и повлекување на Османлиската империја пред европските и балканските држави. Турската власт завзела политика за здружување на сите муслимански бегалци од Србија, Бугарија и други балкански држави и да бидат задржани во Македонија. Македонското население поради таа политика платило многу. Турската власт во Македонија почнала да воведува воена состојба, донела големи воени сили, пешадиски, конјички и артилериски, кои немилосредно палеле и пустошале по македонските населби. Извршиле бројни насилства, убиства, палења и плячкања. Странските конзули и странскиот печат потенцирале дека турската војска по ништо не се разликува од башибозукот, дека самата се претворила во разбојничка сила која фактички вовела воена состојба во Македонија, формирала воени судови, не се обзирала на теророт на аскерот и башибозукот, ниту им биле важни поплаките на населението. Конзулите пишувале и во европскиот печат за теророт на војската кој зачестил. Како што истакнал Димитар Поп Ѓоргиев Беровски во својот дневник, Дервиш Паша истакнал: постапките на власта се вакви зошто е нелојално и непријателски настроено македонското население. Централната власт, муслиманските бегалци од Бугарија, Босна, Србија, Епир, Тесалија ги населувала во домовите и на имотите на македонското население. Најжестока мерка била кога македонското население, кој живеело во пограничниот регион, било депортирано во Анадолија, а на нивно место биле населувани македонските бегалци од пограничните балкански земји. Европските сили од оваа тешка ситуација во Македонија почнале да размислуваат дека може да избувне ново востание со масовна хуманитарна криза. Европските сили се сетиле на членот 23 од Берлинскиот договор, кој член предвидувал обврски Отоманската империја да воведе реформи. Во август 1879 европските сили почнале да вршат притисок врз портата за подготвување на органски устав, со кој ќе се воведат реформи за средување на состојбата во Македонија.
Со почнувањето на процедура за изготвување на органски устав, согласно член 23 од Берлинскиот договор, се формирале два центра на македонското револуционерно движење. Едниот во Североисточна Македонија, кој действувал во рамките на Македонската лига од 1880 година. Тој центар се наоѓал на Пирин планина. Вториот центар бил формиран во Југозападна Македонија. Овој Југозападен центар се наоѓал на Герман Теке. Било формирано Национално собрание на Македонија со 32 члена од 32 околии на Македонија, како представничко и законодавно тело на македонското население. И привремена влада на Македонија, единство, која била избрана од собранието, од чиј состав се познати само 3 члена. Председателот и 2 членови на собранието. Македонската лига била политичка и воена организација во која влегувале најмногу македонски учесници од претходните војни против Турската империја и македонски чети со своите војводи. Во лигата голема улога имала групата од македонската интелигенција. Председател бил охриѓанецот Васил Диамадиев, дипломиран физичар и математичар кој активно работел на обнова на Охридската архиепископија. Политичката платформа на Македонската лига по македонското прашање била автономија на Македонија во состав на Османлиската држава. Македонската лига инсистирала европските сили и портата да ги исполнат обврските согласно меѓународните акти признати со Берлинскиот договор. Македонската лига сметала дека ако не бидат исполнети обврските, автономијата ќе ја обезбедат со оружје преку востание. За таа цел формирала македонска војска со 1800 војници, распоредени по 10 одреди со по 180 борци. Главниот штаб се наоѓал на Пирин планина, на чело со Илјо Малешевски, како главен војвода, и со уште 8 други војводи кои истовремено ја вршале улогата на привремена управа на Македонија, еден вид привремена влада на Македонија, со седиште на Пирин планина. Кусо речено, четничкиот и војводскиот состав на лигата, како боречки дел на понижениот и обесправениот македонски народ, застанал за неговата судбина. Македонската лига укажувала дека сите без разлика на вера и народност пред се македонци. Лигата го кренала својот глас против балканските пропаганди, да не им се верува на соседите кои како змии се вовлекува меѓу народот во Македонија, за да го делат за своји интереси. Соседите пекаат да ја приграбат и раскинат Македонија. Македонската лига повикала да се збијат сите македонци под едно, единствено македонско знаме за единствена цел – автономија на Македонија. Набракајте ги од својата средина сите оние што се поврзале со тугите интереси. Пишува во својот дневник Димитар Поп Георгиев Беровски. Портата покажала дека нема намера да создаде единствен македонски вилает. Тогаш Македонската лига самата изготвила органски устав за идното државно уредување на Македонија, согласно член 23 од Берлинскиот договор. Органскиот устав на Македонската лига предвидувал формирање на трибутарна држава Македонија под врховен суверенитет на султанот и под покровителство на европските сили. Државата Македонија да има генерален гувернер и заменик на гувернерот, совет од 5 члена, по еден од секоја националност, национално собрание и управно-административна власт од 12 министерства на чело со генералниот гувернер. Уставот, како службен јазик покрај турскиот, го предвидувал и јазикот на најбројната национална група. Уставот го признавал правото на образование на мајчин јазик, како и слободна употреба на тој јазик во културата, печатот, во комуникацијата со управните и судските органи и така натаму.
Државата, според уставот, била должна да ги штити обичаите и нивното почитување, без каква било дискриминација. Македонската лига, преку нејзиниот главен штаб на македонската војска, изготвила и воени инструкции за организација и дејствување на македонската војска. Сите тие акти на Македонската лига од 1880-тата биле доставени до Европската комисија за реформи и до Портата. Бидејќи Европската комисија и Портата ги игнорирале тие предлози, Македонската лига повикала на восстание, но восстание не се случило. Македонското ослободително движење, чиј центар бил во југозападна Македонија, имало формирано Национално собрание на Македонија со 32 члена и привремена влада на Македонија Единство. Во мај 1880-тата се обезбедило свикување на Националното собрание на Македонија на Грементеќе. Најголемиот дел од собранието биле четници, борци во Кресненското востание. Од 32 члена, колку што изнесувал вкупниот број на собранието, 24 биле востаници од Кресна. Другите биле од реонските чети или пак од четите на Леонид Вулгарис, кои како македонски емигранти во Грција дошле да се борат за автономијата на Македонија. Меѓу членовите на собранието, покрај македонци, кои биле најбројни, имало и власи, албанци, грци или гркомани. Конзулите на европските сили за тоа во своите извештаи пишувале: Меѓу најзначајните четнички и востанички раководители биле Попот Бувски и Леонид Вулгарис. Раководството на воените сили било начело со Стефан Николов. Васил Симон бил председател на владата, а Христо Крамонтов бил главен командант на воените сили. Донесена е резолуција на Националното собрание на Македонија. Во неја се велело: Националното собрание, составено од привремени представници на народот, се собра на Грементеќе, ја разгледа општата политичка положба на земјата. Се имаше предвид макотрпната историја на оваа земја, која со векови страдала од разбојништва, од органите на власта, од грабежите и насилствата. Понатака во протоколарното решение се велело: Македонија, поради својата географска положба во центарот на европска Турција, секогаш била жртва на востанија и на грабежи. Собранието на македонските представници еднодушно реши: прво, да се даде на знаење најнапред на високата порта преку главниот управител Валијата на Македонија праведните барања на македонскиот народ да се исполнат со брзо применување на член 23 од Берлинскиот договор. И второ, ова решение да им биде врачено на конзулските представници на големите сили, потписнички на Берлинскиот договор, со молба големите сили да се застапат пред високата порта за пристапување кон член 23 од Берлинскиот договор. Во случај високата порта да не стори ништо, привремената влада на Македонија ќе го повика македонскиот народ на оружје со парола Македонија за македонците, за воспоставување на древната Македонија. Од името на привремената влада на Македонија, со подпис на председателот на истата, Васил Симон, и на главниот командант на воените сили на Македонија, Христо Крамонтов, било испратено протоколарно решение до серускиот генерален конзул во Солун, Уљанов, со молба тоа протоколарно решение да биде доставено до серускиот император Александар II.
Откако се уверила дека уште еднаш биле изиграни меѓународните обврски од страна на портата и дека уште еднаш не е било погледнато низ прсти, откако ја согледала и погубната пропаганда на балканските држави кои наидувале на поддршка од европските сили, привремената влада на Македонија на 23 март 1881 го повикала македонското население на востание. Меѓутоа, и од овој повик, како и од повикот на главниот штаб на македонската војска на Пирин планина, повторно не произлезе општо македонско востание. Причините биле концентрација на големи турски војски во Македонија, опремени со модерно оружје и со артилерија. Војските почнале систематска воена офанзива во тек на 3 до 4 години. Имале согласност и од европските сили. Балканските државички имале непријателска политика кон македонското движење и неговите цели. Вршеле полициски и истражни постапки против истакнатите водачи на движењето. Тие ги игнорирале македонските интереси и не ги поддржувале легитимните барања за да се примени член 23 од Берлинскиот договор на Македонија од страна на меѓународните политички фактори. Турската империја во 1883 го совладала македонското четничко движење со што завршил првиот циклус на вооружени револуционерни борби на првата генерација македонски револуционери. Од 1893 година па натаму, Македонската револуционерна организација го започнува вториот циклус македонски револуционерни ослободителни борби.